Од вечерва на полноќ малопродажните цени на бензините Евро Супер БС95 и Евро Супер БС98 се зголемуваат за 3 динари по литар. Малопродажната цена на Евро Супер БС95 ке изнесува 93 динари, додека малопродажната цена на Евро Супер БС98 ке изнесува 95 динари за литар. Цената на евродизелот пак се зголемува за 4,5 динари и ќе изнесува 98,5 динари за литар. Првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Ацо Петров причината за зголемувањето не ја гледа во недостатокот на нафта, туку во затајувањето на работата на рафинериите, чија обврска е од суровата нафта да направат нафтени деривати. Разгледувајќи ги сите барања од сите компании, сепак регулаторна комисија одлучи да ова година имаме многу минимално зголемување на цената. Имат направено енергетските компании доста инвестиции во делот и на проширување на мрежата и во делот на санирање на загуби, намалување на загуби, меѓутоа тоа се уште не е доволно и ние со тоа ги мотивираме сите оние предложени инвестиции во делот на намалување загуби и зголемување на енергетската ефикасност ќе бидат прифатени. Сите други инвестиции кои што се неефикасни и се однесуваат на набавка на опрема која што не е директно врзана со тоа, од наша страна не се прифаќа. Освен зголемени трошоци за гориво, граѓаните на Скопје ги очекуваат и повисоки сметки за затоплување. Новите цени, како што соопштија од регулаторна, ке важат од 1 август. Најголемо зголемување на цената на парното ке има за домакинствата приклучени на системот на ЕСМ снабдување, каде што цената на топлинската енергија ќе биде повисока за 5,96%. Покачување ке има и за корисниците на ЕСМ енергетика, односно така нареченото железарско парно, каде зголемувањето ќе изнесува 5,18%, додека за корисниците на Скопје Север или Енергоеколог, цената на парното ќе биде повисока за 3,65%. Пресметките на регулаторот покажуваат дека за просечен стан со површина од 60 квадратни метри, месечната сметка ќе биде повисока за околу 140 денари. Берзанските цени отидоа над $1,200 по тон, што е веќе во зоната на неиздржливоста, односно се приближуваме кон цената на дизелот скоро од 100 денари и мислам дека таа е бариерата и владата мислам дека следната седница, доколку продолжи овој тренд, меѓутоа гледате на дневна база се ова случува, денеска нафтата спадна за $50 по тон. Ние правиме 15 дневна пресметка, 15 дена ќе истечат на крајот на оваа недела, спрема тоа ќе се одлучи и цари и акцизите примена и дали владата евентуално ќе донеси некоја нова одлука за намалување на ДДВ или нешто слично. И покрај поскапувањето, од регулаторната комисија уверуваат дека ценовното ниво во земјава останува поволно во споредба со соседните држави.